Добар ден. Ова е почетокот на новото продолжение од Фактор здравје во кое што срдечно ве поздравувам и ви посакувам добре дојде. Новите информации во однос на темата гостинката и она што како заедничка можност за комуницирање ја имаме и денеска ќе бидат наша карактеристика. Деталите и сето она што денеска го имаме подготвено за вас следува по оваа прва најава. Денешната тема е насловена ран детски кариес. Повторно ќе се осврнеме на нашите најмили, на нашата иднина, на секое општество, тоа се децата. Ќе се осврнеме токму на кариесот како едно од најчестите дентални заболувања во однос на превенцијата и раното откривање, бидејќи токму тоа е гарант дека забалото или здравите зъби тоа како директно се рефлектираат врз целокупното здравје на децата. Затоа денеска имаме повторно исклучителна гостинка која што не само практично, туку теоретски во пракса ги едуцира секојдневно идните мајки, децата и повозрастните кои што имаат проблеми токму со овој развој на детските зъби да ги санираат и превентивно да делуваат. Вие представувам и денеска доктор Ана Картолица Георгиев, која што е доктор по дентална медицина од приватната здравствена установа доктор Картолица од Скопје. Добар ден и како сте вие денеска? Добар ден, фала за поканата. Ви благодарам што сте со нас и уште повеќе што ќе зборуваме за раниот детски кариес, како што споменавте и она што во подготовката го имавме на овој разговор, од една страна многу често во вашата пракса го имате, од друга страна ако навремено се превенира и се обрнат оние совети кои што денеска ги донесовте, може и никогаш да не се појави тој кариес кај децата. Токму така, превентивата е многу важен дел во сочувувањето на зъбите и целата поента во тоа да се едуцираат родителите, старателите, чувачите на децата е во тоа да ние создадеме идни генерации кои што ќе имаат здрави зъби и нема да имаат проблеми. Односно да се потрудиме да го кренеме нивото на свест во нашето општество на нивото кое што можеме да го кажеме дека е највисокото во Скандинавија или некаква Америка. Бидејќи тие пациенти и на 40 години и на 50 години од поразвиените земји имаат здраво забало, дури и без пломбирани зъби, во што ние заостануваме. Затоа и некако си зададов своја цел да една мисија да ја кренеме свеста за устното здравје и тоа всушност започнува од самото раѓање на детето, односно уште во бременоста. Значи трудниците треба да се едуцираат што треба да прават со нивното дете кога ќе се роди, од првиот момент па сето понатаму и на таков начин да создадеме популација, нови генерации кои што ќе имаат здрави зъби. Но пред да се роди бебето, мајката пред се треба да има здрави зъби, но затоа ќе оставиме деталите да ни ги презентирате во продолжение. Ви благодарам за овој воведен дел и посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а се надевам дека и вашето расположение е на високо ниво и ако е така докажете ни со контактот со нас во продолжение во ова ново исто така продолжение од Фактор здравје. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP. Генатурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аляска. Го прачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Генатурал е мојот избор. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. 20 години боледувам од бело дробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Ремедика.
Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Потребни ни се 15 свежи и миризливи портокали, за да направиме едно пакување Гуте фрухте 100% портокал, така што не останува место ни за додаден шеќер, ниту за конзерванси. Еј, сокче полно со витамини, остай го сокчето, мали ке те гризнам. Се зезам бе, остай ми една голка, те молам. Што душкам, празна е чашава, го сакам Гуте фрухте, го сакам. Гуте фрухте, без шеќер, без конзерванси, го сакам. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP. Повторувам уште еднаш, ран детски кариес е денешната тема со која што уште еднаш подсетувам ќе ве анимираме, односно ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание во Фактор здравје. Уште едно представување на денешната гостинка, тоа е доктор Ана Картолица Георгиев, која што е доктор по дентална медицина од приватната здравствена установа доктор Картолица од Скопје. Споменавте дека денталното здравје всушност започнува со самото раѓање на бебето, но уште поважно се бремените жени, односно во текот на бременоста многу често, барем јас сум слушнал коментари дека бремените не треба да одат на стоматолог, не треба да ги третираат забите и забалото во целина. Кој е вашиот став? Дали е тоа точно или пак спротивно на тоа треба да се оди на стоматолог редовно и во тој период од животот на жената? Да, напротив, бремените жени имаат една причина повеќе зошто треба да отидат на стоматолог, и тоа е затоа што во нив расте нов живот и тие треба да се потрудат да му ги обезбедат идеалните услови за тој да се развива. Кога вие имате воспаление некакво во забите, воспалени непца, абсцеси, заостанати корени, кариеси во устата, вие имате постојано некаков инфект. Инфектот во устата на трудницата, целото тоа воспаление создава медиатори на воспаление кои што се викаат простагландини, и тие простагландини можат да предизвикаат контракции на матката. Со тоа може да предизвика дури поран пород на трудницата. Што не е пожелно секако. Да, тоа е една од причините заради која што треба трудницата да посети стоматолог. А исто така многу важна причина, фактор, мотивација за трудницата да ги среди своите заби е тоа што преносот на бактерии, односно инфицирањето на новороденчето со кариогени бактерии, па дури и парадонтогени бактерии, најчесто се врши со вертикална трансмисија или примерно. Тоа значи од родителот на новороденчето. И доколку родителот, мајката, старателот и било кој што е во тесното обкружување на новороденчето има несанирано забало, ги има исти тие кариогени бактерии во сопствената уста, преку измена на плунка, за која што ние не сме свесни, и таа се случува, не знам, доколку му падне цуцлето на бебето и често гледаме дека мајката ќе го стави цуцлето во уста да го исчисти и ќе му го даде на бебето, или ќе ја проба кашишката, дали е топло со истото лажиче и ќе му го даде на бебето, значи, или само при бакнувањето, значи таа размена на плунка е доста честа со примарниот чувач на детето, најчесто е тоа мајката. И доколку мајката нема санирано забало, на таков начин го инфицира и детето. Со тоа детето во устата своја ги има бактериите и со првото никнување на забите, сите шеќери што се свртуваат во устата на детето се всушност храна за тие бактерии. Бактериите шеќерот го разградуваат и со тоа создаваат кисели продукти. И тие кисели продукти ја нагризуваат и онака кревката глеќ на детските заби. И така настанува првиот детски кариес, кој што го викаат ботл кариес уште, затоа што
ботл кариес се вика бидејќи или шиша кариес, така, грубо преведено, да. Да, затоа што децата често конзумираат млеко преку шишенцата и други засладени пијалаци. И сите тие шеќери со своето разградувањето на тие шеќери започнува во устата. Со тие кариогени бактерии предизвикуваат кариес. Значи кариес кој што може да се види уште во првата година. Она што го рековте на почетокот ми остави впечаток и би сакал уште еднаш да го потенцирам фактот дека вертикално се пренесува тој кариес од мајка на дете или старател или сето оно што е во блиското окружување, со тоа се побива сигурно тезата дека кариесот е генетски наследно заболување. Или причините пред се сигурно од најрана возраст, како што велите. Јас можам да го кажам мојот личен став за тоа, а тоа е дека доколку имаме исклучително високо ниво на хигиена, здрави прехранбени навики, санирани забала во потесниот круг на семејството, дека идните поколенија нема да имаат кариозни заби. Затоа што не сметам дека скандинавците имаат генетско подобри предиспозиции за здрави заби од што ние во земјите во развој. Инциденцата на кариес во развиените земји на овој ран детски кариес е од 1 до 12%, а во земјите во развој дури до 80%, што е жално. Забите е важно млечните заби да ги сочуваме здрави, затоа што последниот млечен заб во устата на детето е до 12-та или 13-та година од животот. И сега вие замислете каков квалитет на живот е со расипани заби, со болка во устата, со прерано извадени заби, со инфект кој што е континуирано присутен или со здраво забало. Така да јас сметам дека главните фактори за развој на кариес се хигиенските, прехранбените навики и санираните забала во потесниот круг. Ја споменавте Скандинавија, но да не одиме подалеку, еве од нашиот близок регион, ќе ја споменам Република Словенија, каде што вие се едуциравте и ја завршивте вашата специјалност доктор по дентална медицина, каде што сосема се поинакви навиките, ми рековте во однос на подготовката и она што ние треба да се стремиме и да се мотивираме и токму заложбата превентивно да се делува во најрана фаза да се, ако може, открие и санира или воопшто да не се појави. А како потврда уште ќе споменаме и вашата страница на глобалната социјална мрежа Facebook што имате, повеќе насмевки, каде што исто така се заложувате оваа кауза да добие што повеќе поддржувачи, би рекол, во Република Македонија. Па повеќе насмевки беше еден проект кој што за подкревање на свеста за устното здравје од најрана возраст. И идејата за тој проект се роди токму заради тоа што јас моите искуства првични од студии, од работа, кои што беа некои 13-14 години, ги стекна во Словенија. И јас можев да направам компарација од начинот на превентива, грижа, исхрана во Словенија со начинот кој што ние го имаме во Македонија, каде што дечињата редовно јадат лижавчиња, смоки, кики бомбони, бисквити и нонстоп се грицкаат некакви такви ужинки кои што се кариогени. Но мала дигресија, овде сте веќе на терен, би рекол, во акција со дечињата. Да, овдека сме, можете да видите, гледачите може да видат слики од работилницата повеќе насмевки. Работилницата беше интерактивна. Децата со овие големи заби играа со пластелин, гледаа како храната се лепи, како настанува кариес, потоа учеа како да ги исчистат забите. И можам да кажам дека сум прилично задоволна од резултатот на работилницата, затоа што децата одлично се мотивира за миење на забите и дури за прехранбените навики, затоа што почнуваат да бараат што повеќе да пијат вода наместо сокче или сами да бараат да си ги исплакнат, да се исплакнат устата и забите по оброците. Добро кажавте дека се повеќе кај нас токму тие грицкалки, благи работи или сокови се конзумираат, но пак доаѓаме до навиките и она што пред се родителите наметнуваат. Јас сум млада мајка на 2 момчиња и бидејќи сакав своите деца да ги одгледувам во духот на словенечкото воспитание, бидејќи можам да кажам дека таму пораснав од својата 18-та година. Гледајќи што се конзумира кај нас, дојде идејата на работилницата повеќе насмевки. И морам да кажам дека свеста се крева, дека новите млади родители се повеќе се ангажирани околу тоа колку нивните деца здраво се хранат, околу нивното здравје.
И она што би сакал само да го потсетам дека не треба нормално да им се исклучува можноста да јадат шеќер, можеби да лижат лижавче и така натаму, но тоа да не доминира наспроти здравите навики и здравата храна и оние што се пропагира не само од вас стоматолозите, туку и од другите колеги од областа на медицината. Значи мораме да бидеме внимателни, внесот на шеќери да го ограничиме во еден период на денот и тоа е еден коректен, прилично коректен совет, затоа што вие на детето не му гоускратувате сладкото, туку му правите сладок час. Повторно ќе кажам, словенците, скандинавците, сите развиени земји го имаат тоа така детерминирано. А ние кај нас немаме такви ограничувања. Кај нас кариогените продукти се конзумираат во текот на целиот ден. Повторно ќе кажам, свеста се крема, така да се повеќе обрнуваат внимание, се хранат здраво. Многу важно е да конзумираме што повеќе свежо овоше и зеленчук, затоа што свежото овоше и зеленчук крцкаво ги чисти само зъбите. Еве тоа и нека биде совет за родителите, доколку некогаш не можат да ги измијат зъбите на детето, затоа што детата не се секогаш расположени за таа операција. Можат да му дадат резне јаболче да изгрицка и потоа да исплакне устата со вода, така зъбите ќе останат чисти. И пред блокот реклами, уште во овој дел од емисијата би сакал да ве прашам, кога зборуваме за тој ран детски кариес, споменавте дека запчињата треба да се мијат уште од најмала возраст, со самото појавување, дали првото појавување на запче значи дека и треба четката и пастата да бидат предмет на запознавање на тоа бебе? Значи со првото запче го очекуваме некаде околу 6-тиот месец, кај некој бебиња порано, кај некој подоцна. Првите зъби ги негуваме со газичка со која што ги чистиме зъбите или со гумен напрсток кој што родителот го става на прст, па се некаде до првата година. По првиот роден ден веќе детето може да се запознава со зъбната четка. Можете да му дозволите на детето да ја грицка, да ја игра, да ја осознае четката. Значи паста се уште не даваме, затоа што на дечињата пастата им е сладка, па потоа само ја цицаат пастата и бараат повторно и повторно. Паста може да се воведе некаде околу вториот роден ден и тоа со доза на паста која што е контролирана, значи половина од ноктето на детето или помалку од зрнца леќа. Пастата треба да биде прилагодена за возраста на детето и пожелно е да се одржи флориди, затоа што флоридите по пат на дифузија се вградуваат во кристалната мрежа на глеќта и со тоа ја зајакнуваат незината структура и на таков начин зъбите стануваат поотпорни на надворешни влијанија, односно на целата таа киселина, храна и се што во устата се настанува. Инаку, децата до 4 години не знаат да плукнат и токму заради тоа мораме да надзираме количината на паста. Пастата и не е нужна, има дечиња кои што не сакаат паста. Важно е зъбите да се механички добро исчистени и да се чистат со правилна техника на миење зъби, а тоа за дечињата или во детскиот јазик може да се каже дека горните зъби ги миеме како што врне дожд, од горе надолу, а долните зъби ги миеме како што расте трева, од долу нагоре. Ово го кажавте за да се запомни. Да можат родителите да ги мотивираат децата. Да им биде интересно, да. Јасно. Среќа, многу често се случува и возрастните да не знаат правилно да ги измијат зъбите, затоа и дечињата не ги учат правилно. Затоа можем да кажем дека никогаш не е доцна да се научи правилна техника на миење зъби и пожелно е секој пациент да го праша својот доктор доколку не е сигурен дека тоа правилно го изведува, дури возрастните. Да, ви благодарам за овој дел од разговорот. Во вториот ве очекуваме и вас да ни се јавите, да поставите прашање, а одговор секако ќе добиете од денешната ваша предсе гостинка, доктор Ана Картолица Георгиев, која што е доктор по дентална медицина. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот.
Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP. Го продолжуваме денешниот разговор на тема ран детски кариес, а уште еднаш подсетувам дека гостинка во студиото наше е доктор Ана Картолица Георгиев, која што е доктор по дентална медицина и доаѓа од приватната здравствена установа доктор Картолица од Скопје. Повелете на 6091924 и 6091925, јавете се и поставете прашање доколку имате интерес и денеска да ставите ваш особен печат на фактор здравје. Кога зборуваме за раниот детски кариес, кажете ми како оди патогенезата или фазата на појавување нова дентално заболување, дали преку ноќ се појавува или треба одреден период да помине и кои зъби најчесто се афектирани или погодени? Најчесто погодени од овој ран детски кариес се предните горни секачи. Тие први се појавуваат во устата, први изникнуваат, најдолг период се испоставени на делувањето на кариогените бактерии и шеќерите во устата. За разлика од долните секачи кои што пливаат во плунка и на тој начин се само чистат и затоа се поретко зафатени. Овој ран детски кариес или ботл кариес како што се вика, сигурно рековте да, оние што пливаат во плунка се на некој начин заштитени зъби или не ги афектира токму кариесот, оние кои што се посуви или горните повеќе се зафатени. Да, и сакав да кажам дека тој не се појавува преку ноќ, значи не може детето одеднаш му се распадна зъбите и одеднаш го има кариесот. Кариесот полека напредува, иако е инвазивен. По друга страна, тоа значи дека на оваа фотографија во моментот што ја гледаме можете да видите во горниот дел на зъбчињата веднаш до непцето едни бели флеки како некакви наслаги личат. Често родителите кога ќе се јават да прашаат, велат дека нивното дете има некакви наслаги кои што тие не можат да ги исчистат. И не можат да ги исчистат, тоа е вистина, затоа што тоа не се наслаги, туку тоа е веќе деминерализирана глеќ, што значи почеток на тој ран детски кариес или ботл кариес. Глеќта која што започнува да се деминерализира, односно да се создава кариесот, прави точно такви млечно-бели флеки. Во таа фаза кариесот е плиток површински кариес, и тој зафаќа само глеќта. Доколку интервенираме во оваа фаза, превентивно да ги флорираме зъбите, можеби таа лезија ќе се повлече, односно ќе успееме да ја реминерализираме глеќта, да ја вратиме повторно во незината првобитна структура.
Но веќе во фазата која што е понапредна од оваа што ја видовме, може би на некоја од следните фотографии ќе видиме... Може да пуштат следната фотографија, да. Ќе видиме жолти флеки на забите. Гледате таа бела, сега на фотографијата, таа бела деминерализирана лезија веќе станува жолтеникава и почнува да се продлабочува. Тогаш кариесот го зафаќа дентинот на забот, односно подолната супстанција која што лежи под глеќта, и во таа фаза веќе е потребен третман, односно превентивното флорирање на зъби не може да помогне затоа што кариесот напреднал. Е во напредна фаза. Да, тогаш или инвазивен како што рековте. Да, тогаш овие дефекти е потребно да се поправат затоа што во спротивно кариесот ќе пропагира и на една од фотографиите можевте да видите тотално разјадени забни коронки, односно веќе ги нема. Кариесот толку многу може да напредне што може тотално да ги стопи забните коронки и да останат само коренчиња. Имаме јавување, може да го слушнеме првиот гледач денеска или гледачка, повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, емисијата, до докторката. Ви благодарам многу, повелете со вашето прашање. Вака, значи, малиот има циркуларен кариес. Поред кажување на моите, јас имам како дете циркуларен кариес. Немам некои здрави зъби, но имам одржувани зъби, максимално. Сега е во фаза на 4 годишна возраст, е баш овој напредна ран кариес што го видовме на сликите. Добро. Дури едното зъбче се подкрши, ако беше од механички причини, вајде скршена зашата, може би и ова го предизвикало. Сега мачкањето со флор и дури терапија со флор таблети, не бродија с некој голем плод и ми рекоа еве периодов дека следат замената на зъбчиња. Миличните ќе паднат, ќе пораснат нови зъби. Прашањето ми е дали е возможно, сепак тоа не ми е познато, кариесот да се преноси на новите зъби. Добро прашање. Благодарам за вашето прашање. Можевме да ја заборавиме темава затоа што е прилично широка. Ви благодарам за прашањето. Дали може кариесот од млечни да се пренесе на трајни? Кариесот физички од кариозното зъбче единица или двојка во предниот сектор нема да се пренесе на следната единица или двојка. Така да се зарази новиот фоликул за трајниот зъб. Меѓутоа во устата на детето постои таа кариогена средина. Постојат бактериите од кариозните лезии кои што детето ги има. И кога во таа средина растат нови зъби, всушност веднаш ги испоставуваме на инфект. Бактериите, прехранбените навики, како што рековме, бактеријата го јаде шеќерот кој што заостанува во устата и на тој начин создава кисела средина која што го напаѓа зъбот. Така да ние повеќе ризикуваме во кариогена уста, значи дете кое што има кариозни млечни зъби, да има и кариозни стални зъби, трајни зъби. Затоа мојот став е дека овие млечни зъби заслужуваат еднаков третман како трајните зъби. Потребно е инфектот да се отстрани, устата на детето да се санира, за да создадеме предуслови, убава средина во устата во која што можеме да бидеме сигурни дека нема да ги инфицираме трајните зъби. Кога го споменавте овој факт надоврзан со она вертикално пренесување на кариесот од почетокот на емисијата што го споменавте, тоа беше едно од поентите и нешто што ме испровоцира следејќи ве вас што работите, а тоа беше и содржано во интервјуто кое што го дадовте за глобалниот портал medicalchannel.com, каде што не само овие две поенти, она што денеска го зборуваме и важноста, токму ја потенцираме за тој ран детски кариес, првенствено редовно додајаат на преглед дечињата, особено пред третата година од возраста. Зошто е тој период толку исклучително важен? Важен е затоа што тој период е исклучително важен затоа што детето во почетокот, во најраното детство, 1-2 години, нема се уште никакви проблеми со зъбчињата и на таков начин ние му создаваме на детето добри навики, односно го учиме дека треба да оди на стоматолог, се запознава со ординацијата, се запознава со докторот и докторот може детето да го следи. Што значи дека било каква интервенција која што би следала, би била фатена на време и детето не би почувствувало болка.
Токму заради тоа е важен. Или не би се разјеле коронките, како што рековте, што е можеби така. најлошата компликација. Јас сметам дека трудницата треба да отиде на стоматолог и да побара совети како да се грижи за своето новороденче. Токму заради вертикалната трансмисија на бактерии од мајката на детето, заради прехранбените навики, пиењето сладки пијалоци преку шише, доењето е најдобриот извор на храна и најважен за здравјето на новороденчето. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека доењето по 12-тиот месец, кога детето има веќе запчиња во устата, повторно, шеќерите од млекото се храна за оние кариогени бактерии, дека дури и тоа може да доведе до некаков ран детски кариес. Инаку, гледачката што се јави и спомна и таблетките кои што ги даваат флуоридни, како и околу тоа сакав да кажам дека повторно ќе кажам мојот став кој што јас сум го створила ни сите овие години едукација во странство и работа. Флуоридите разгледувани се групи на деца кои што земале флуориди и контролни групи кои што не земале флуориди. Студии се правени на трудници кои што земале флуонатрил и трудници кои што не земале. Разлика во инциденцата на кариес нема. И системското внесување на флуориди преку таблетки или не знам на времето беше флуорираното млеко кое што мислам дека веќе не се спроведува во градинките и тоа е добро. Затоа што ние не можеме да ја надзираме количината која што ние сме ја внеле. Вие имате детенце од 3 години кое што има 12 килограми и дете од 3 години кое што има 18 килограми. И не можеме потребите се различни. Потребите сигурно се индивидуални и ние не можеме системски да ги дозираме дозите. А границата помеѓу корисната количина на флуориди во телото и хиперфлуорозата, односно, е многу тенка. Значи, линијата е многу тенка, а учинокот на флуоридите е кумулативен, тој се собира. Значи, вие внесувате флуориди преку вода, преку сол, преку сите зеленчуци што растат во земја, било која друга храна. Затоа сметам дека флуорирањето на заби како превентива треба да се прави исклучително локално, и тоа со користење на паста за заби, која што е прилагодена со количината на флуориди, и флуорирање на заби професионално кое што го изведува стоматолог. Тоа е со флуоридни лајнери, концентрацијата во тие флуоридни лајнери е многу повисока и кога се нанесува на забите се изолираат и тие остануваат да делуваат на забот во некаков пролонгиран период до 7 дена. На таков начин, по пат на дифузија од поголема кон помала концентрација, како што реков, се вградуваат во гледите и само така забите можеме да ги направиме подцврсти со превенцијата за флуориди. И она што сакам уште да ве прашам, бидејќи ја споменавме превенцијата, советите околу флуоридите, што и како треба да се употребува, што е со третманот на овој ран детски кариес, доколку имате дечиња, не зборуваме веќе за напредна фаза, кога веќе имаме почетно ниво, дали секогаш и секое запче кога ќе се забележи нешто, треба веднаш да се преземе мерка, да се потсети стоматолог. Па стоматолог треба да посетите кога немате никаков проблем. Тоа чекав и да го кажете, да, бидејќи тоа е едно од нивото на свесност што треба да го имаме кај родителите пред се. Тука започнува превентивата кога немаме никаков проблем со самата едукација. Како што реков, тие запчиња што имаат кариозни лези кои што се исклучува во гледите се третираат локално со флуориди. Забите кои што имаат подлабок дефект, кои што е веќе жолтеникав и веќе е вдлабнат, класично треба да се отстрани размекнатата маса од забот, односно кариесот. Тоа кај деца може да се направи рачно со специјален инструмент и да е безболно, односно на детето да не му направи некаква траума. Дефектите кои што остануваат во забот по чистењето на кариесот се полнат со гласиономерни пломби. Тие пломби се прилагодени за деца, содржат внатре флуориди, тие додатно го зајакнуваат забот и на таков начин го решавате дефектот. Морам да напоменам дека и доколку ги санираме сите заби, но продолжите со дејанијата кои што се ризик фактор за овој кариес, дека кариесот повторно ќе се појави. Може да рецидивира, значи. Јасно, значи првиот разговор со родителот кој што треба докторот да го изврши е токму во прехранбените навики. Дали детето навечер пие
од шише. Што има во шишето? Дали е тоа засладен пијалок, дали е млеко, дали детето има ноќни подои, дали пие засладен чај и така натаму. Значи прво мора да се отстранат сите ризик фактори и потоа да се санира забалото. Само така можеме да ја стабилизираме состојбата во устата и да ја доведеме до здравје. И она што е повторно важно е уште еднаш да го потенцираме, што сакам уште еднаш да дадеме аспект кога веќе ќе се створи здрава средина, кога ќе биде анулиран или отстранен тој кариес, ќе имаме здраво забало и трајните заби кои што веќе некаде рековте до 12-тата година последното млечно забче се отстранува, веќе тие трајни заби ќе имаат здрава основа и во здрава средина ќе може да растат како гарант дека ќе биде здраво трајното забало. Токму така. И навиките продолжуваат секако цел живот. Токму така. На детето кога еднаш ќе му створите добри навики, тоа ќе се ги носи и понатаму, ќе биде свесно дека треба редовно да оди на контроли, потоа постојат и други превентивни мерки како залевање на фисурите на трајните заби. Јас како доктор стоматолог на моите и дури на пациентите кои што немаат се уште со млечно забало, а имаат изразен релјеф на задните запчиња на моларите, го извршувам тоа залевање на фисури, кое што е превентивна мерка. И така можеме да се надеваме дека ќе ги стасаме развиените земји во инциденцата на кариес. А ние веќе ви влијатме навика да доаѓате во Фактор здравје и се надевам побрзо ќе ви имаме повторно на задоволство на гледачите и мое пред се. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам на поканата, секогаш со задоволство ќе присуствувам во емисија во која што можеме заедно да ги едуцираме гледачите и да ги мотивираме за здравје. И ќе ни донесете повеќе насмевки, бидејќи таа одлично ви стои. Благодарам уште еднаш. Доктор Ана Кртолица Георгиев, која што е доктор по дентална медицина, беше денешна гостинка ваша пред се во Фактор здравје и овдека ставаме точка на оваа работна недела. Продолжуваме веќе следната со новите гостувања, новите теми и новото заедничко задоволство да комуницираме повторно овде во Фактор здравје. До тогаш ви посакувам убав викенд и секое добро.